Јасно е дека Атина ја сноси главната одговорност за нерешавањето на проблемот со името. Тоа и таму јасно би го рекол, изјави австрискиот дипломат и преговарач Волфганг Петрич. Прашан за став, што мисли за тоа што Европската унија не беше во состојба да го реши овој спор, со оглед на тоа што Македонија има статус на кандидат 9 години, Петрич вели дека е песимист. Очигледно, колку е помал вистинскиот проблем, толку предизвикот е поголем. Зарем не може да се седне и да се договори за името на земјата, како тие се нарекуваат себе си и зошто соседната земја го оспорува тоа име. Погледнете ја ситуацијата. Грција е во Европската унија, Грција е во НАТО. Кој во Грција може да се плаши од Македонија, земја со 2 милиони жители, изјави Петрич. Според него, проблемот е во злоупотребата на историјата, во политиката на идентитетот, која е толку емотивна што нема никаква врска со реалноста. Во ресорното Министерство за земјоделство се одржува јавна расправа за предлог законот за АД водостопанство. Своје видување пред министерот Михаил Цветков даваат представници од водостопанските организации, научните институции, водните заедници и земјоделските здруженија. Согласно предлог законот, новото акционерско друштво во државна сопственост ќе се формира за успешно реализирање на најавените инвестиции во водостопанството од 20 милиони евра годишно и обезбедување подобри услуги за земјоделците. Седиштето на водостопанство на Република Македонија ќе биде во Скопје, а постоечките 12 водостопански предпријатија ќе станат негови подружници. Онаму каде што нема вакви предпријатија или каде што се покажуваат послаби резултати, можно е да бидат формирани нови предпријатија. Очекуваме дека со оваа одлука за формирање на акционерско друштво ќе се создадат подобри услови за обемните инвестиции во оваа сфера, ефикасно ќе се задоволуваат потребите на земјоделците и ќе се обезбедат поголеми можности за раст на нивното производство, од што интерес ќе имаат сите граѓани и економскиот развој на земјата. Стопанските комори на Македонија и на Косово денеска на состанок ја разгледуваат актуелната надворешна трговска размена, а го почнуваат и новиот принцип на соработка – испраќање лице од едната комора во друга и негов едномесечен престој. Неколку лица се повредени вчера при силна експлозија на фабрика за хемиски материјали во близина на германскиот град Бремен, соопшти локалната полиција. Експлозијата била многу силна, а причината и материјална штета на околните куќи. За сега не е позната причината за инцидентот. Британскиот премиер Дейвид Камерон ги повика шотландјаните да не го напуштаат Обединетото кралство и да гласаат против независноста на Шкотска на референдумот кој ќе се одржи на 18 септември. Во весникот Daily Mail Камерон ја нарекува Велика Британија посебна земја, предупредувајќи дека нејзината иднина сега е во прашање. Британската кралица Елизабета пак нема да се меша во шкотскиот референдум, затоа што монархот во Велика Британија е над политиката, соопшти Бакингамската палата во Лондон. Реакцијата на службената резиденција на британскиот суверен доаѓа по неколкуте информации во лондонските медиуми за тоа дека кралицата Елизабета била загрижена од можноста за независност на Шкотска.